Изградбата на систем за отпадни води, управување со отпад, слабости во просторното планирање и недоволна контрола врз нелегалните градби. Со овие предизвици за Охрид, Македонија доби шанса во следните години да ги реши, ако сакаме Балканскиот Ерусалим да остане под капата на УНЕСКО. Комитетот за светско наследство во Бусан порача дека ова го бараат уште од 2016 година. Засега избегнато најцрното сценарио. Комитетот уште од 2014 година постојано ја разгледува состојбата и изразува сериозна загриженост поради големи инфраструктурни и развојни проекти, урбанизација, слабостите во просторното планирање, несоодветните интервенции, загадувањето и еутрофикацијата на езерото, големите инфраструктурни проекти. Токму поради тоа и во 2019, 2021 и 2025 година беше препорачено Охридскиот регион да биде ставен на листата на светско наследство во опасност. Светскиот центар за наследство потсети дека во претходната одлука веќе било оценето дека условите за впишување на листата на загрозено наследство биле исполнети. Екосистемот на езерото останува особено ранлив. Урбанизацијата, развојот поврзан со туризмот и инфраструктурните проекти создаваат се поголем притисок врз чувствителните живеалишта. Прашањата кои доведоа до претходните препораки за впишување на листата на светското наследство во опасност остануваат нерешени. Години наназад се нотираат истите предизвици. Inadequate regulatory enforcement. Недоволните активности за заштита доведоа до континуирано влошување на вредностите поради кои Охридскиот регион е впишан на листата на светско наследство. Во Македонија и натаму постојат слабости во урбанистичкото планирање, а влијанието од веќе одобрените градежни проекти не се третираат соодветно. Еден од примерите е изградбата на туристичкиот комплекс во Горица Север, во непосредна близина на студенчишкото блато, што негативно влијае врз ова заштитено подрачје и врз квалитетот на еден од ретките се уште делумно сочувани делови од регионот. И во Албанија продолжуваат сериозни закани. Турција предложи амандман со кој побара дополнителен период за двете држави да ги спроведат корективните мерки. Заканите се сериозни, но дека треба да се земат предвид и преземените обврски институционални чекори. Амандманот предвидува двете држави да достават заедничка рамка на мерки до 1 февруари 2029 година, пошто би следела нова мониторинг мисија.